производство треба да се стимулира од државата, но неопходно е и граѓаните при пазарење во кошничките да ставаат македонски производи. Владата и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство соопштија дека почнуваат кампања за купување домашни земјоделски производи, со што планираат да го стимулираат растот на домашната економија и директно да влијаат врз зголемување на потрошувачката на производи што ги произведуваат македонските земјоделци. Граѓаните ќе можат да купуваат домашни земјоделски производи, а тие што се произведени во Македонија ќе бидат обележани, соопштија од владата. На потек се граѓаните, особено скопјани како неголеми потрошувачи, да го поддржат македонското земјоделско производство. Цела ноќ екипи ангажирани од општина Газибаба го гаснеле пожарот кај Трубарево, откаде вчера се ширеше смрдеа во сите околни места. По 9 часа интензивна работа и посипување на повеќе од 40 камиони земја, повеќе нема белчат, ниту мирис на изгорена пластика, кабли и слични штетни материјали, информираше утрово градоначалникот Бобан Стевковски. Тој им се заблагодари на комуналните редари од Газибаба и на општинското комунално претпријатие за брзата реакција. Мобилни екипи на Црвениот крст на град Скопје од денес ќе патролираат, ќе дистрибуираат вода, флаери со совети, ќе им се мери притисок на граѓаните што ќе се пожалат на тегоби, а за потешките случаи ќе биде обезбеден и транспорт до најблиската медицинска установа или до домот на лицето. Активистите ќе продолжат и во следните денови, согласно со прогнозите за високите температури, информира од Црвениот крст на град Скопје. Во Газибаба денеска се делеа решенијата за субвенции за набавка и поставување на сончеви колектори. Ова, како што појаснија од општината, е инвестиција во иднината, во почиста животна средина и во енергетска ефикасност на домаќинствата. Градоначалникот Бобан Стевковски информираше дека покрај субвенциите за сончеви колектори обезбедуваат финансиска поддршка и за набавка на инвертер клима уреди, печки на пелети и велосипеди. Населба Радишани ќе добие модерен парк кој ќе се простире на 10.000 квадратни метри, од кои околу 6.000 квадратни метри ќе биде зеленило и 4.000 квадратни метри површина за пешачење и одмор, истакна градоначалникот на Бутел Дарко Костовски. Тој информираше дека оваа инвестиција, која предвидува и изградба на детско игралиште, изнесува 20 милиони денари. Јавното претпријатие Лајка алармираше за сериозен пораст на случаи на напуштање на домашни куќиња во околината на градските гробишта Бутел. Во последниот период, нашите теренски служби и граѓански пријави укажуваат на континуирано напуштање на куќиња од страна на неодговорни сопственици, кои од различни делови на градот ги доведуваат животните на оваа локација и ги оставаат, соопштија од Лајка. Од општина Аеродром преку социјалните медиуми реагираа на се почестена појава на оштетување на детски и спортски игралишта, канти за отпадоци, клупи, летниковци и светилките на јавните површини. Со овие вандалски постапки не само што се предизвикуваат финансиски трошоци кои ги плаќаат жителите, туку што е уште пострашно се загрозува и безбедноста на граѓаните и секојдневното нормално функционирање, реагираа од општината. Во паркот Шопен се одржа традиционалната манифестација Коријада, организирана од Сдруженијето на пензионери на општина Киселавода. На штандовите посетителите имаа можност да купат бели печива подготвени лично од членовите на Сдруженијето, а средствата собрани од продажбата оваа година ќе бидат наменети за семејствата на настраданите и повредените од трагичниот настан во Кочани. Покрај продажбата на печива, настанот беше збогатен со културно-уметничка програма. Вечерва во Театарот за деца и младинци со почеток од 19 часот во рамките на Скопско лето ќе се одигра детската представа Куќа на духовите. Исто така вечерва во Музеот на македонската борба за самостојност, ансамблот Артнет од Србија ќе се представи со концертната изведба на првото сценско дело на Джакомо Пучини Левили. Вечерва од 20 часот на сцената на Националната опера и балет ќе се одржи премиерата на новата балетска представа Господја Бовари. Ова сценско остварување е посветено на јубилеот од 25 години уметничка дејност на прима балерината Марија Кичевска-Шокаровска. Пејачот Александар Тарабунов ќе биде главната ѕвезда на концертот посветен на филмската музика Центарска симфонија, што ќе се одржи во сабота со почеток во 20 часот на плочникот кај Градски ѕид.
Организатор е општина Центар, а концертот е бесплатен за сите граѓани. Еден од најголемите амбасадори на македонската култура, маестро Симон Трпчевски, заедно со квинтетот Македонисимо, на 20 декември ќе одржат концерт во арената Борис Трајковски. Трпчевски годинава прославува јубилеј, 25 години музичка кариера. Млад маж од Скопје на возраст од 32 години пронајден е починат во стан во Скопски Карпош. По констатираната смрт од лекар од итна медицинска помош, а по насоки на јавен обвинител, телото на починатиот било дадено на обдукција, известија од МВР.